додека светот се ужасува од катаклизмичните сцени кои стигнуваат од Турција, а бројката на загинати ќе надмине очигледно и 5000 луѓе, светот се солидаризира и се обидува да помогне на страданите. Утрово да си кажеме на оваа тема, ќе зборуваме за земјотресот во Турција, но и за сеизмичката активност на подрачјето на Балканот и особено на Македонија и за квалитетот на градбите на Македонија, бидејќи сеизмолозите знаат да кажат дека не убива земјотресот, туку градбите. Им велам добро утро и добре дојдовте на универзитетскиот професор Горан Марковски од Градежниот факултет и на директорот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија Владко Шешов. Господа, добре дојдовте во студиото на Телма. Како би го искоментирале и изанализирале накусо она што се случи вчера во Турција? Од каде толку разорна моќ и толкав удар? Добре, по природата на прашањето, да, повеќе насочено кон вас. Еден краток одговор. Најпрво би сакал да изразам својот длабоко сочувство на загубените животи после овој катастрофален земјотрес и секако да изразиме сочувство до семејствата на повредените. Навистина представува голема природна катастрофа, како што спомнавте и вие, со жртви кои што допрва бројката најверојатно ќе расте и може да дури да биде доста поголема. Конкретно на вашето прашање, мора да кажам дека вакви силни земјотреси не се случуваат случајно насекаде во светот. Се случуваат точно во определени региони кои што ние ги нарекуваме контактни региони помеѓу движењата на тектонските плочи. Да не навлегувам многу во детали, овој регион или регионот на така наречениот источен анатолиски расет е познат по својата сеизмичка активност, иако во последните 150-60 години до 200 не бил толку активен, што значи по друга страна дека има акумулирано сеизмичка енергија и таа енергија, како што видовме во текот на вчерашниот ден, дојде до нејзино ослободување. Како толкава разорна моќ на земјотресот, сигурно кумуваат повеќе фактори. Еден секако од факторите е дека е овој спаѓа од така наречени блиски жаришта, бидејќи жариштето на самиот земјотрес до најголемите оштетувања и овие градови, како што ги спомнавте, каде што се најголемите жртви, се релативно блиску до самото ослободување на енергијата, до хипоцентарот, така да најголемиот дел од енергијата, наместо да се атенуира, ние викаме дисипира во внатрешноста, таа излегува на површината и ја прави ова големи оштетувања. Секако ќе треба подолго време да се анализираат сите факти и аргументи од овој земјотрес, пред се во поглед на урбаната средина, на какви биле градбите, со кои прописи биле градени, меѓутоа сепак и гледачите треба да знаат и пошироката јавност се работи за многу силни земјотреси, значи со магнитуди веќе над 7, ние ги групираме во така наречени мејџор или големи земјотреси со голема ослободена енергија и сега тука се тие детали, дали е длабок, дали е плиток, во колкава оддалечено се од главните населени места, така да сите овие фактори допринесуваат за големи оштетувања и за загуба на човечки жртви. Турскиот претседател Ердоган го нарече ова земјотрес на векот. Ваков сличен потрес со слична магнитуда бил се случил во 1939 година, значи пред 100 и колку години таму, 20 години. Меѓутоа прашањето за професорот Марковски од катедрата за бетонски и дрвени конструкции на Градежниот факултет, вие сте статичар во вашата основа, во вашата стручност. Конструктор градежен, поточно, да. Би било дали во Турција бројот на жртви е толку голем поради градбите или поради разорноста на земјотресот, поради силината на ударот? Да. Тешко е, како што каже колегата Шешов, тешко е вака од далеку да се направи попрецизна проценка кои се вистинските причини за толку големиот број на жртви и разрушени објекти. Меѓутоа, факт е дека имаме во светот се случуваат земјотреси со иста разорна моќ, меѓутоа бројот на жртви е различен од земја во земја, односно од регион во регион. Овде веројатно има едно совпаѓање на тоа што на густо населени места во зона на една зона со висок ризик.
зона која е поставена на еден сериозен расет, на една сериозна расетна линија и веројатно дел на ваквата разорна моќ, односно на вака големиот број на жртви и разурнати објекти се должи токму на тоа. Инаку, например, во 2010 година, чинам, ако не се лажам, во Чиле се има случајно земјотрес со 8,8 магнитуда, меѓутоа бројот на жртви е 500. Сега, што е карактеристично за Чиле, зашто го спомнувам овој земјотрес? Чиле е една од водечките држави позната по грижата за асизмичко градење. И тоа е уште еден доказ дека токму асизмичката градба, односно генерално квалитетната градба, е единствен предуслов за да вакви катастрофи не се случуваат, односно ризикот од вакви катастрофи да се сведе на минимум. Ризик секогаш постои и ќе постои. Не можеме да градиме градби со ризик нула. Но наша задача, задача на градежните конструктори, а задача и на општеството е да се направи амбиент во кој што тој ризик ќе биде што е можно помал. Добро, Чиле исто така позната земја по голем број на земјотреси, бидејќи е ете така блиску до океанот и е на тој расет кој постојано е активен. Исто така како и Јапонија, впрочем, нели? И таму се случуваат потреси со големи магнитуди. Меѓутоа, пред да одиме на она што го кажавте, Чиле, примерот со 8,8 магнитуда и само 500 жртви, зошто не се применат чилеанските стандарди на секаде во светот и тоа да биде како правило да се без разлика на сеизмичката активност на подрачјето? Еве, прво прашање повторно за сеизмолозите. Колкава магнитуда максимална би можела да се очекува во Македонија, со оглед на тоа што и покрај високиот степен на развој на наука и технологија, земјотресите не може да се предвидат, меѓутоа со известна доза на сигурност може да се каже кое подрачје, колкава магнитуда може да очекува и во колкав период, нели? Добро, само да се надоврзам на претходната прашање и дискусија, е навистина еклантантен пример каде имаме различни оштетувања, различен број на жртви од различни магнитуди. Колегата Марковски добро го посочи примерот со Чиле и Јапонија, вие како што спомнавте, и Филипини, и Калифорнија лежат на така наречениот огнениот прстен Ring of Fire и таму се најголемите земјотреси. Значи ние знаеме науката каде се најголемите земјотреси. Таму има движење на тектонските плочи. И сега само како дополнам, многу интересно е и за пошироката јавност, во ист период или во приближно сличен период од истата година 2010 после земјотресот во Чиле имаше земјотрес на Хаити 7,7 или 7,6, добро во близина на големо населено место Порто-Пренс, имаше преку 200.000 загинати. Разликата во силината на земјотресот е многу голема, во Чиле многу поголема, меѓутоа X други фактори меѓу кои строгото почитување и квалитетот на техничките прописи придонесоа во Хаити една земја во развој, да не кажам сиромашна држава, да има толку број на жртви. И сега конкретно кон вашето прашање, да, на територија на нашата држава се прават веќе долго време сеизмички студии, значи постои сеизмолошката обсерваторија, постои Институтот за земјотресно инженерство, постои градежниот факултет и да кажем уште неколку можда институции кои што се занимаваат во својата работа со истражување на движењето на тлото, ефектите од земјотресите и слично. Сите овие студии, како и претходната историска, би рекол, сеизмичност за територија на Македонија покажуваат дека далеку од тоа дека ние треба да очекуваме земјотреси со ваква разорна моќ и со ваква магнитуда. Ние припаѓаме од така наречениот интраплейт, значи само вака појасно да стане за гледачите, земјотресот што се случи вчера во Турција и на граничната област помеѓу движење на тектонски плочи. Тоа се најризичните подрачја каде што, односно, што има најголем потенцијал да се случат големи земјотреси. Македонија лежи на евроазиската плоча и тука ние не сме во тој контактни зони. Али затоа имаме внатрешни раседни структури кои што впрочем произведуваат земјотреси. Студиите покажуваат дека во најголемиот дел на територијата на нашата држава, да кажеме во поедини области како Скопје, не знам, Валандово, Девар, магнитуди со максимално очекувана магнитуда
повторно тука има и други аргументи за повратен период и слично, сега да не навлагаме во детали, се 6,5, 6,6. Се предпоставува дека може само во оној нели историски, каде што е еден од најсилните земјотреси во кресна на источната наша граница со Бугарија, да се случат поголеми земјотреси од магнитуда 6,5 и поголеми. Значи, нели тој Беровскиот бил околу 7? Да, има доста информации, меѓутоа повторно кажам, тој историски земјотрес не е регистриран, не е рекордит, не е запишан, така да, добар е за науката, меѓутоа сепак ги немаме сите детали како што во последните 50 години имаме, каде што имаме инструменти кои што ги снимаат движењето на тлото, па можеме со поголема сигурност да кажеме кој регион сококава максимална магнитуда, али тие граници, далеку од тоа дека до сега науката нема анализирано или нема дадено податоци дека може да се случат таков тип на земјотрес. Мене ме интересира вчерашниот земјотрес во Турција, дали бил почувствуван во Истанбул, во Анкара, например, поради таа негова разорност, докаде биле тие бранови, докаде се почувствувале? И интересно е прашањето, меѓутоа повеќето од информациите до сега што пристигнуваат и по новинските агенции велат дека многу посилно се почувствувало во југоисточните, јужните делови према Каиро, на Кипар е почувствуван и така. Така да за Истанбул ние имавме, ја лично имав контакти со колеги наши, да почувствуваме, меѓутоа далеко од некое значително, да кажеме, вибрирање или тресење на објектите. Добро, кога станува збор за Македонија, ги спомнавте градежниот факултет, ИЗИС и природно-математичкиот факултет. Колку, како да кажам, релевантни обсерватории имаме со добра опрема кои можат да регистрираат потреси и во пошироката околина? И како се опремени? Да, апсолутно е прашањето на место. Можам да кажам дека Македонија во тој поглед представуваше еден од пионерите во европското земјотресно инженерство, впрочем и Скопскиот земјотрес се смета за почеток на европското земјотресно инженерство. И знаете, последна таква катастрофа, добро, тога живеевме во друга држава, во некои во други услови, се посвети големо внимание. Имаше некоја желба и од страна на државата и од страна на сите релевантни субјекти, се формира институтот, се формира и други институции, впрочем Сеизмолошката обсерваторија како една од дел од природно-математичкиот факултет. Меѓутоа, со целата овој транзиционен период, како државата да подзаборави на тоа обновување, дека треба да се пратат технолошките текови и некако можам да кажам подзаборави на обновување на таа опрема што спомнавте вие. Инаку да, имаме мрежа, за едната мрежа се грижи Сеизмолошката обсерваторија, која е надлежна да дава информации за јачината на земјотресите, потеклото на земјотресите, локацијата и слично. Има сензитивни инструменти. Апсолутно се сложувам дека и со колешката директорка дека треба обновување, имаме нови генерации на инструменти и тука Институтот за земјотресно инженерство кој што се грижи за така наречената мрежа за пратење на силни земјотреси. Пак ќе кажам, со наши собствени средства се обидуваме таа мрежа да ја обновуваме, успеваме до некаде со проекти финансирани од Европска унија и слично. Меѓутоа апсолутно дека имаме потреба и самата територија активноста на сеизмичноста наметнува дека треба да ги обновуваме тие инструменти за подобри и порелевантни информации. Да не се задржиме на јас мислам не. Има и вамо за во Турција конкретно. Имате сега информации, преку 100 станици даваат онлайн во секој момент колкава е максималната магнитуда, максимално забрзување, максимална брзина на тлото. Тоа е наука, не е јас мислам, јас ви уведувам, не. Денес се работи со аргументи, со факти и со докази. Добро, професорката Черних од лабораторијата при ПМФ се жали постојано дека не достига и кадар, двајца сеизмолози се споменуваат само и дотрајана опрема, меѓутоа ајде за тоа подоцна. Професоре Марковски, еве директорот Шешов вели дека максималната очекувана магнитуда на подрачјето на Македонија би била 6,5-6,6 степени. Генерално и на прва вака, можат ли градбите во Македонија да издржат таков потрес без поголеми оштетувања? Односно, како евентуален таков земјотрес би влијал и би ги погодил сите згради, куќи, генерално градбите во Македонија? Ако би сакал да делувам како сеизмодиазепам сега, да би рекол дека нема проблем за градбите во Македонија, но не сакам да бидам таков.
со таков паушален однос, особено што во Македонија има многу постари згради, кои што се градени и проектирани во времето кога сеизмички прописи во Македонија не постоеле или биле многу скромни. Така да се донесе еден генерален заклучок каков е квалитетот на градбите е тешко да се каже, меѓутоа во секој случај Македонија беше лидер и во рамките на бившата поголема држава, па можам да кажам едно време и на европско ниво, лидер во асеизмичкото градење и во третманот на оваа појава. Незгодно ке земјотресите е што не е само магнитудата показател за тоа какви се манифестациите. Значи, разлика е помеѓу жариштето, магнитудата и она што ќе се манифестира на површината. Долг е патот, колку е подолг е подобро, затоа што енергијата се губи по пат, меѓутоа многу работи влијаат на тоа како земјотрес со иста јачина ќе се манифестира на површината на земјата. И сега тука доаѓа и тука ние не можеме да влијаеме. Меѓутоа можеме да влијаеме на она како ние ќе го дочекаме. Задача на градежните инженери, на градежните конструктори е да го сведат ризикот на минимум, односно да конструкциите ги испроектираат и ги изведат со силен имунолошки систем, односно со што помалку грешки во нивниот конструктивен генетски код. Колку е имунолошкиот систем на конструкцијата појак, толку ризикот дека нешто сериозно ќе се случи по неа и по животот на оние кои ја користат е помал. И тука е нашата главна задача. Она што помалку загрижува, е надоврзување на ова што го разговаравте со колегата Шешов, е тоа што веќе овие инструменти за запишување на земјотреси се, како да ви кажам, тоа се подразбира дека треба да постојат. Тука веќе не треба да зборуваме дали такви инструменти постојат. Меѓутоа, развиените земји, оние кои повеќе се грижат за иднината и сакаат да ги намалат ризиците од вакви катастрофи, веќе далеку се отидени во подрачјето на поставување на инструменти на објектите, за да видиме како соодветни потреси на тлото влијаат на однесувањето на конструкциите. Незгоден е земјотресот, затоа и стравот е голем од него. Не само што не знаеме кога ќе се појави, не само што не знаеме со колкав интензитет ќе се појави, иако тука мислам дека сме најблиску до некаква вистина, дека горе-доле сеизмолозите, геолозите точно имаат определено во кое подрачје какви земјотреси може да се очекуваат. Она што не знаеме со каков е неговиот карактер. Значи имаат многу фактори кои влијаат на тоа како тој ќе се манифестира врз одреден објект. Гледаме и во Турција, гледаме истото било и за време на Скопскиот земјотрес со 63 година. Два идентични објекти, еден до друг, едниот се урива целосно, другиот останува со мали оштетувања. Значи тоа се тие ситници кои живот значат. Еве, да бидам и сликови. Да, и во Турција ги видовме тие. Една зграда, сосема исти згради, едната урната, другата стои. Имено. Тука се тие работи, можеби влијани од начин на изведба, од ситници, детали при проектирање, детали при изведба, ако сакаме и детали при одржување, дали се прават некакви дивоградби. Но во секој случај станува збор за градбата, а не за движењето на земјотресот. И за движењето на земјотресот, но и за градбата. Значи, доста е комплексен проблемот. Не случајно градежништвото е една сериозна дејност која во себе вклучува висок степен на одговорност и висок степен на знаење. Многу е компликувана работата и затоа ние се буниме зошто, например, при изработка на генерални планови, урбанистички планови, никој нас не консултира. Многу е битно каде ќе насочите густината на населението. Да немало на оваа раседна зона, да немало вака густо населени градови, бројот на жртви ќе бил помал. Тоа се сите тие елементи кои го создаваат, го склопуваат мозаикот и кои водат кон решенија со помали ризици. А тоа е нашата главна задача. Кога станува збор за Турција и за тој регион, тоа се сите големи милионски градови, и Газијантеп, и Дијарбекир, и Хатай, долу, и сите се доста разурнати. Меѓутоа, ако се вратиме повторно на Македонија, рековте не сакате да звучите како Сеизмо Диазепам.
и дадовте прилично реален одговор на прашањето, меѓутоа не ми одговоривте малку по-конкретно при евентуален максимален потрес во земјава, како би реагирал најголемиот број од градбите во држава? Па, рековте, зависи зависи, меѓутоа генерално како би била таа слика, како би изгледала? Генерално, не можеме да кажеме дека во Македонија се гради лошо. Не, особено не после земјотресот од 63-та година. До тогаш е друга приказна. Тоа е една наша граница, временска граница, која е пред и после. Ја означуваме со пред и после. Се разбира, не можела одеднаш да се знаењето во однос на сизмичкото градење да дојде на потребното ниво веднаш после земјотресот. Така да, како времето поминувало, така квалитетот на проектирањето, квалитетот на градбите станува се поголем и поголем. Од 70-80 години наому, мислам дека квалитетот на градењето бил солиден, но она што е уште позначено, одговорноста на инженерите или на сите чинители во градбата бил многу поголем. И свеста што лошата градба може да предизвика. Така да, знам дека инсистирате на дециден одговор, меѓутоа да кажеме дека се гради добро, но може уште подобро со подигнувањето на свеста и со подигнувањето на контролата во сите фази на градење. Она што сакам да го напоменам, еве и како декан на градежниот факултет моментално, е тоа дека интересот за студирање и за изучување на градежништвото во 60-тите и 70-тите години се пресликал во квалитетно инженерство во 80-ти, 90-ти години така натаму. Во што ќе се манифестира сегашниот исклучително слаб интерес за студирање на градежништвото, тоа сами проценете и гледачите сами нека проценат. Тоа е долгорочно, ова што го кажувате за слабиот интерес за студирање градежен факултет, меѓутоа градежни студии, меѓутоа како да и покрај тоа што велите, не може да кажете дека се гради лошо во Македонија, дека градбите се лоши, меѓутоа и не сакате да звучите како смирувачки, како диазепам. Живееме во Македонија. Еве, директорот на ИЗИС самиот признава дека сме далеку од она опрема која може да ги задоволува европските стандарди, или немаме соодветна, па и вие велите, немаме соодветна опрема на објектите за да се тестираат на лице место, односно во реал тајм веројатно. Во реал тајм, токму така. Заостануваме кога станува збор за кадар. Не знам како стоите со кадар вие во институтот. Исто ние делиме судбината. Наши потенцијални асистенти и докторанти се, впрочем, колеги кои ќе завршат градежен факултет. Ја не сум се измолил, јас имам завршено градежен факултет, мене колегата Марковски ми беше асистент. Значи, истата судбина ја делиме. Ако нема интерес... Колку луѓе конкретно ви не достигаат? Многу добро прашање, за ова треба да ве частам ручек. Значи, тоа е, не би сакал да ги оптеретувам гледачите, е рак рана. Ние мачиме и тие луѓе што ги држиме под договор, молиме до државните институции, ние сме дел од државен универзитет, да ни овозможат вработување. Да не звучам сега само жалопојки, меѓутоа тоа е суштината, реалност. Ние ги држиме млади кадри да не одат негде по светот, од наши собствени средства бараме начин како да ги вработиме, да добијат тие млади луѓе сигурно. Ние имаме исклучително добри студенти, одлични студенти кои 7-8 години ги држиме по договор. Господин Шешов, колку сеизмолози ви недостигаат, колку инженери ви недостигаат? Вака само вака сеизмолози често пати се користи тој термин, ние сме земјотресно инженерство, инженерска сеизмолозија. Повеќе сме насочени кон тоа какви се ефектите од земјотресите. Порано сме имале сеизмолози, нажалост сега немаме, бидејќи и во државата сем некоја мал одсек на ПМФ немаме можност да едуцираме сеизмолози. Нас 10 моментално недостасуваат што градежни инженери, што физичари, што архитекти, за да продолжат во своето образование за магистарски и докторски студии. Најмалку 10. Кога на универзитетската лабораторија при ПМФ недостигаат и кадри и опрема, кога кај вас во ИЗИС недостига и кадар и опрема, кога во Македонија не се гради толку лошо, како што вели деканот на градежниот факултет, дури и ова што го велите не може да делува смирувачки, туку делува застрашувачки. Јас сега тука нема да се обидувам да звучам пострашно од колку што е, но ќе кажувам факти.
Во Македонија довербата во институциите, во сите генерално е исклучително ниска поради високиот степен на корупција. Како да знаеме ние дека и да има добри правила и прописи во законите за градба од 63-та наваму, тие се применуваат во пракса? Кој тоа го контролира? Како да им веруваме на инспекторите, дали нема и таму корупција? Зошто велите дека не се гради лошо? Живееме во Македонија сепак. Па, предпоставувам имам доста информации, премногу информации за да не можам да кажам дека се гради одлично. Не се гради лошо. Имаме, видете, законски сме доста регулирана. Дури една од ретките држави во која што имаме таква строга регулација на системот на градење. Тука има накусо после изработката на проектот, престои ревизија на проектот, потоа престои издавање на стручно мислење од страна на Институтот за земјотресно инженерство, значи секој проект поминува низ таа институција, има институцијата обврска да и два пати, ако не се лажам, во текот на градбата и излезе на лице место, меѓутоа според мое лично мислење, тоа секако го намали ризикот од лоша градба. Тој закон е донесен 2013 година, ако добро помнам. Но според мене добрата градба е еден процес, еден синџир кој е составен од многу алки. Едната да е слаба, синџирот ќе се скине. Значи, мора сите учесници, какви контроли да воведуваме, институционални, какви да се, да исклучиме секакви злоупотреби на позициите, сепак мора секој учесник да има своја лична и точно дефинирана одговорност во градбата, почнувајќи од инвеститорот, па завршувајќи се до работникот кој го вградува бетонот или ја вградува арматурата. Сега, јас тука не сум убеден дека во тој ланец немаме тенки алки, карики, кои што можат да придонесат да степенот на квалитет на одредени градби не биде на постакуваното ниво. Прилично избалансирано и дипломатски. Се обидувам. Да. Еве, професорот Марковски вели дека имате обврска два пати во текот на градбата на поголеми објекти да излезете на терен. Како можете да стасате секаде со 10 колеги во минус, 10 соработници помалку? Добро, како што спомнав, тие 10 работници ги држиме по договор. Не се редовно вработени. Значи стасувате секаде? Да. Впрочем, затоа и ни беше дадена одговорност од страна на владата. Не случајно таа контрола дојде во ИЗИС, се може да и градежниот факултет кој што има таков капацитет, меѓутоа има капацитет токму тоа да излезе два пати на градбите. Сега да се разбереме, еве да го дополнам колегата Марковски, значи еден објект за да испадне тоа што го гледаме ние, за да дојде во користење е голем процес. Тука се вклучени голем број низа на чекори, би рекол, низа и на институции, компании и слично. Од набавка на квалитетот на материјалите, од увозот на материјалите, како се врши тоа, каде се произведуваат, дали бетон, арматура, челик и слично, од истражување на тлото и сето тоа, сега не навлегувам. Значи, тоа е еден многу сложен процес. Ние во овие два пати излегување, односно технички увид, апсолутно дека не можеме се да откриеме на објектот. Меѓутоа, ние контролираме дали градбата е во согласно со добиеното одобрение за градење, во согласно со проектот врз основа на кој се е дадено одобрението за градење. Често пати се случува кај нас одобрен проект, добиено одобрение за градење, потоа од низа причини ние ги викаме измени во тек на градба. Тука е една од алките која што би се повикали на Горан, значи тука е една од алките која што е слаба. Вие во тек на градба можете да менувате. Тачно треба да ви даде одобрение општината, меѓутоа веќе го менувате на почетното и тука веќе доаѓа до истенчување на оваа алка од синџирот. И вториот пат излегуваме на терен, кога ќе заврши, викаме конструктивниот елемент, сите конструктивни елементи и констатираме дали објектот е изграден врз основа на, повторно кажам, проектната документација, вршиме недеструктивни тестови, квалитетот на бетонот го констатираме, при тоа се констатираат се уште во 21 век
марки на бетон кои што не може да бидат постигнати, и тоа е да се запрашаме како добиваат тие бетонски бази одобренија за градење кои што не може да постигнете на обична марка, еве 30 или 40, тоа е квалитет на бетон. Констатираме дали арматурата е увезена, како увезена, произведена во Македонија. Сето тоа се детали кои што придонесуваат за намалување на ризикот и избегнување. Повторно кажам, на терен имаме и надзорен орган, тој е 24/7 присутен и он ги потпишува сите овие градежни книги. Законот за градба за 10 години беше променет повеќе од 20 пати. Тоа укажува на одредена несигурност, укажува на недоследност. Професоре, вие во изминатите години бевте прилично поригорозен од денеска, што го слушам денеска, кога зборувавте на оваа тема. Па ќе ве потсетам дека од позиција претседател на Комора на овластени архитекти и инженери во своевремено во колумна за Дневник, мислам, напишавте вак: иако се знае дека квалитетните конструкции се единствената гаранција за заштита од влијанијата што дејствуваат врз објектите, меѓу кои спаѓаат и оние од земјотресите кои во Македонија ги имало и ке ги има, за жал сведоци сме на чести архитектонско-инженерски авантури кои врз постојните и нови градби, на конструкции со грешки во нивниот генетски код, на употреба на материјали со непроверен квалитет, на вградено незнаење, аматеризам, шпекулативност, преокупирани единствено со урбанистичкиот аспект на градењето, кота на венец, габарит, катност, површина на изграденост, паркирање и друго, дозволивме никнување на голем број така наречени конструкторски дивоградби, чие постоење представува непосредна опасност за безбедноста на граѓаните. Добро сум напишал, да. Одлично звучи вака. Стокмено, што е сменато денес? Да, тоа е незгодно ке пишаниот збор останува, да. Подобро ли е денеска? Можеме да се тешиме? Па не е ова многу одамна напишана, така да 2010. мислам дека во истиот тој контекст е. Значи, кои се авантуризмите кои се присутни? Оние доградби и надградби над објекти се многу проблематични за вакво подрачје како нашето и сведоци сме дека се прават одредени ситни или покрупни шпекулации за да тоа помине во низ системот и да се добие одобрение за градба. Можеме подобро во секој случај. Значи, постои голема разлика од квалитетот на градење пред Скопскиот земјотрес 63 и она што се работи денес. Повторно ќе кажам, секако дека и воведувањето на Институтот за земјотресно инженерство во системот значеше да одредени ризици, одредени недостатоци кои беа констатирани 2010 се редуцираат сега. Меѓутоа, ни недостасува, мислам дека можеме, ни потребен ни е поголем квантум на знаење. Поголемиот квантум на знаење не преку ноќ не се стекнува. Во порано, кога постоја поголеми компании, проектантски и изведувачки и така натаму, имаше генерацијски трансфер на знаењето. Сега такви во после транзицијата, во текот на оваа транзиција која се уште никако да заврши, имаме мали фирми кои не вложуваат во едукација на својот кадар. Знаеме дека доживотното учење е основната премиса за квалитет. Понатаму, како што реков, инструментирање, постојано инструментирање на сериозни конструкции кои што не само ќе служи за нивна заштита, туку и за нови сознанија за да можеме да бидеме утре подобри во проектирање на такви или слични објекти. Сето тоа води кон подобрување на состојбите постојано и секако регулација во струката. Ние долго време се измачувавме, бевме во еден вакуум на стандарди, измешани помеѓу европските и македонските. Конечно пред 2,5 години беше донесена уредба, правилник со кој што се воведуваат европските стандарди за проектирање конструкции, она што е најсовремено во светот од таа област, и од септември оваа година, или поточно да бидам прецизен, 2 септември оваа година, само тие ќе можат да се применуваат при проектирање на објекти. Тоа значи еден чекор понапред во квалитетот на градбата, но тоа значи многу чекори повеќе во стекнување на знаење. Да, во ова наше царство на корупција, кога еден од најчесто употребуваните термини, барем во медиумите и вака во секојдневните разговори на граѓаните, е урбанистичката мафија, како можеме да веруваме дека
ете градежниците не мора да припаѓаат на таа урбанистичка мафија, иако и такво нешто веројатно постои, ги применуваат оние стандарди кои се напишани и закони на хартија, односно еве колку пати вие како ИЗИС или вие како градежни конструктор кој тесно ја следи проблематиката сте биле сведоци или имате сознанија за едно да е напишано на хартија, а друго да се прави во објектот. Колку тие материјали што се запишани навистина се вградуваат? Колку пати сте затекнале различна состојба од она што е пишано во проектот и она што се случува на објектот? Па да. Токму така, значи една од добивките на ова вклучување на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија во излегување на терен или на технички увид на градбата на објектите е токму тоа, да се избегнат и евентуални пропусти, не би рекол намерни, во самата изведба. Сме затекнали, благодарение можда еве да не се сега посебно фалам лично, благодарение на излегувањето на институтот извесен број на објекти биле спасени во наводници. Биле констатирани негативности, биле констатирани потврлување на квалитетот на материјалот и со наша интервенција тие објекти биле санирани. Збориме за нови објекти, пази што се случило со инвеститорите? Биле гонети на некој начин? Казнети? Се уште објектот не е предаден во употреба, секоја среќа, меѓутоа инвеститорот на крајот ќе плаќа цената. Он треба да увиди каков изведувач ангажирал, каков проектант, во смисла на ова конструкторско авантуризам, значи да не се прават авантури, бидејќи сериозни конструкции се градат, и повторно и потенцирал до одговорноста. Инвеститорите плаќаат цената, нивните градби ќе бидат со одложено градење, значи додека завршен. Значи тоа се огромни издатоци, зошто? Само заради тоа што некој од овие алки во изградбата на објектот биле прескокнати или занемарени. Да, меѓутоа најстрашно е да се штеди по цена на безбедноста на ризикот на човечки животи. Значи уште еднаш би апелирал повторно, можеби во овие период на, да би рекол, транзиција, како да ја наречам, малце падна одговорноста на проектантите. Јас сум затекнал малце и од другото време, знам што значи проектантско биро во поголема компанија, какви одговорни проектанти, ја не велам во денешна време има одговорни проектанти, меѓутоа мораме малце повеќе да поработиме и на етиката и на моралот, кај градежните инженери, особено проектанти, да навистина од нивното знаење, од нивната примена на тие знаења зависат во известна мера и самите конструкции и објекти во кои што живееме. Добро, што е со објектите од посебен јавен интерес, училишта, болници, особено на оние кои се изградени веднаш по земјотресот или пред земјотресот, бидејќи најголемиот број се такви? Дали се вршат контроли? Дали, например, ИЗИС или Градежен факултет од време на време врши увид во статиката на тие објекти кои сместуваат голем број на деца или пациенти или... Значи, овие објекти што ги рековте од посебен јавен интерес или ние ги викаме објекти вон категорија или од прва категорија, апсолутно уште во фазата на проектирање, стандардите се поригорозни кон нив. Се обраќа повеќе внимание, да кажеме, се прават посебни елаборати за сеизмички параметри. Добро, многу болници и училишта се изградени пред земјотресот и се актуелни и денес. Така. Дали ги контролирате тие? Дали кога е последен пат направена контрола на... Ги контролираме кога некој од директорите или општината ќе се јави како инвеститор за доградба, наградба на истите, каде што капацитетот треба да се прошири во тој момент. Иначе нема редовна контрола на... Или по собствени научни истражувања. Или ако правиме проект од собствен интерес, тогаш да се посветиме. Инаку имаше во неколку наврати цела една серија на обнова на училишта во западниот дел на Македонија, го предводеше Министерство за образование и наука и слично, меѓутоа редовна, како што прашувате вие, нема. Значи редовно на 4-5 на две ситуации вие сигурно подобро ги паметите. Негде 2000-тите години почетокот беше еден силен земјотрес во Истанбул и се урнаа многу нови градби во тоа време и потоа таа власт таму беше прилично тренираше строгост, ги испоапси сите инвеститори во тој период, бидејќи не ги почитувале законите, односно вградувале неквалитетни материјали, се урнаа многу згради, имаше голем број жртви. Исто така пред некоја година падна мост во Италија. Во Италија. Па професорот Марковски беше повторно актуелен со изјави во врска со безбедноста на мостовите во Скопје.
И колку што паметам од тогаш рековте дека сите мостови во Скопје треба да се контролираат редовно. На секои 3 години треба да се прават Не само детални во анализи. Скопје, во цела држава. Да. Особено во Скопје, Гоце Делчев кој има фалинки уште при градбата или некои други мостови, да не креваме паника, меѓутоа не се контролираат објектите од јавен интерес, не се контролираат мостовите. Добро, само околу мостовите можда Горан има нели задолжени агенции, Македонија пат се не знам во кој надлежност е, каде што они апсолутно вршат мејните одржување на мостовите во редовни одржувања, во тие одржувања воколку приметат евентуални поголеми не знам, оштетувања, прснатини, пукнатини, нормално алармираат, да и сега дали се иде на терен и тоа веќе. Меѓутоа, за мостовите знам сигурно дека има институции, агенции кои што се грижат. Сега за објектите. Ни недостасува системски решенија во кои што нема да зависи од поединецот дали ќе се контролира мостот или нема да се контролира мостот. Тоа е она. Инаку, кога веќе почнав со Кованици, еве и да завршам со Кованици, техно корупцијата е опасна работа во ова што го дискутираме. Зацкривањето на грешките е најлошата работа. Ако грешките се откријат, тие се поправат. Има начини денес и технологии, материјали со кои се може да се поправи, да се коригира и така натаму. Меѓутоа, зацкривањето на грешките е опасна работа и тие остануваат скриени некаде како тајна во конструкцијата која ќе излезе на виделина еве при вакви потреси како овој вчерашниот во Турција. За надградбите веќе спомнавте. За Еврокодот 8, прашање од Комората на овластени архитекти и инженери, исто така ќе почне да се применува од септември? Значи веќе 2,5 години е во паралелна примена со нашите прописи, а од 2 септември единствено Еврокодот 8 во комбинација со сите други еврокодови, тоа се една збирка од 9 прописи која е меѓусебно поврзана за проектирање на градежни конструкции, почнува единствено таа да се применува од почетокот на септември оваа година. Може ли куќниот советот на станари, како се вика поново, да побара од некоја стара зграда изградена пред земјотресот, да се провери статиката на таа зграда, да иницира нешто такво, па да... Апсолутно така, во надлежност всушност на куќниот совет или како се вика Сдружение на граѓани, да реагира за својата приватна, ако се работи, нели, собственост на објектот, апсолутно да, постојат градежени ИЗИС, релевантни институции кои што може да дадат стручно мислење дали таа зграда воопшто може да се Впрочем, тие доградби, наградби се рак рана, мораме да признаеме. Најголемиот ризик на објектите во случај лежи во тие објекти. Кога вие на стар човек, ја вообичаено пластично кажам, на постар човек од 80 години му ставите на рамо тежок ранец и му викате се оди скокај 100 метри со пречки. Значи не иде. Да, и за крај, како се измолок повторно би се навратил, рековте која би била максималната очекувана силина, јачина на земјотрес во Македонија. Повторно малку на крајот и околу периодот. Имајќи ги предвид земјотресите кои во изминатите години се случија на подрачјето на Македонија, оној силен мавровски земјотрес пред неколку години беше со прилично силна магнитуда околу 5, негде нели? Претходно беше 5,3, оној скопскиот во 2016-та, така беше. Па имаше и Охридски и така. На кој период би можело да се очекува посилен земјотрес на ова подрачје? И имајќи го предвид секако и оној најсилниот во Скопје 6,1 од 63. Да. Значи добро, рековме нели не е само магнитудата, постојат различни епицентрални зони, ние ги викаме зони каде што од кои што потекнуваат земјотресите на нашата територија. Еве најинтересното може Скопското епицентрално подрачје, согласно научните истражувања и историјата, се претпоставува, се мисли дека има некој повратен период од 500 години на силен потрес. Нели, било сега 63-та и ние велиме ќе заборавиме сега 500 години, меѓутоа ни се случија слични помали потреси. Тоа сепак зависи од докаде имате квалитетни инструментирани податоци. Значи, тоа собирање на сеизмичката енергија во внатрешноста на земјата зависи како плочите се движат. Ние во Македонија немаме толку софистицирани инструменти да можеме да кажеме да, пелогониското плато се движи со 2 мм. Само тоа може да ви каже, ако се движи со 2 мм, да, 100 години по 2 мм, 200 мм веќе се надминува напрегањата на стената и може да дојде до земјотрес. Тоа се релевантни податоци. На жалост, такви податоци аргументирани немаме и ние се обидуваме со веројатности принципи да
Добро, и тоа го подразбира науката, да кажеме за некои одредени епицентрални подрачја кој е повратниот период. Значи, ви одговорив. Скопското е очекувано од 500 години повратен период на барем еднаш да се случи земјотрес со таква јачина каква што бил катастрофалниот од 63 година. Инаку вие помали потреси, извинете, се добри заради тоа што доаѓа до мало ослободување, постепено ослободување на енергијата. Не чини долг период да нема никаква сеизмичка активност. Тоа претпоставуваме дека се собира големо количество на енергија. Сакате да се надоврзате нешто? Да, сакам само да додадам дека токму дури не треба ни да се замараме со премногу вакви научни и стручни податоци, доволно е само да градиме квалитетно и одговорно и мирно да спиеме. Така да многу малку недостасува и општеството да го врати градежништвото на она место на кое што му припаѓа. Ние сме држава во која што е градежништвото внесено во нашата генетика. Сме граделе градби од минатото, градиме и денес, така да оваа дејност која единствена се справува со ризиците од вакви хазарди, заслужува многу подобро место. Се согласувам и би ве слушал со задоволство и натаму, меѓутоа времето е кратко и јас си земам лична одговорност да придонесам кон ова со тоа што ќе ве поканам и без повод, како сега за жал трагедијата во Турција, да дебатираме и да алармираме, да се избориме заеднички за нова опрема на Институтот за земјоделско инженерство и инженерска сеизмологија и за вработување на кадрот кој треба и градежници нови да се запишат на градежниот факултет, нели? Секако.